Она што следува во продолжение е линковско вклучување од надвор. Еве си ја гледам мојата колешка Ирена Спировска, ја видов и овде во студиото, а сега од надвор во живо гледаме како е убаво Скопје, како снежи, како паѓа снегот. Ке зборуваме за традиционалните мичурински средби 2025 година. Иренка, добро утро уште еднаш и повели. Добро утро, поздрав од скопската населба Мичурин, каде што забележувате дека снегот не престанува да паѓа, што дополнително создава еден прекрасен убав зимски амбиент во кој што ќе уживаат и сите кои што ќе дојдат вечерва тука на традиционалната мичуринска василичарска средба, која што долги години е традиција, која што ги сплотува сите жители од Мичурин, од населбата Аеродром, но и сите останати добри луѓе кои што сакаат во сред на празникот Свети Василија, односно Василица, да уживаат во едно убаво дружење. Во следниве минути зборуваме за оваа убава традиција со Ѓоко Гаштаров, председател на организацијски одбор на Мичурински василичарски средби. Предсе, добро утро и нека е за многу години. Предсе, добро утро, добро ни дојдовте како екипа на телевизија Алфа, да ги поздравиме и нашите верни гледачи и да ги запознаеме што денеска сека се случува во нашата населба. Ние кога дојдовме, забележавме дека имаше тука екипа, работници кои што го расчистуваа снегот, фрла сол, што значи последните подготовки се во тек за вечерашниот голем мичурински василичарски соби. Да ги запознаеме малце гледачите, традицијата во Мичурин е малце специфична, која што датира уште од почетокот на 50-тите години. Нашите родители, нашите дедовци, кога почнале да ги прават овие средби, ние сме биле деца, но ни дале еден аманет. Вика, не си македонец, кога немаш традицијата, ќе го изгубиш идентитетот. Така да ние, мада сме веќе и ние стари, веќе имаме и ние наши внуци, ја продолживме, ќе ја продолжат уште позади нас и младите, кои што оберачки ја прифатија иницијативата да бидат учесници во организацијата на припрема на мичуринските средби. Така да гордоста и големината на населбата Мичурин во таа сплотеност, каде што на почетокот можда бевме сите дојдени од потерани од Егејскиот дел, меѓутоа сега со самата урбанизација станавме градска урбана населба, каде што сите краишта на Република Македонија народот дојде, но се вклопи со нас, се здружи со нас и живееме како една целина. Што значи тоа за годинашново издание на василичарската средба во Мичурин? Бидејќи неколку години од оправдани причини постоеше и прекин, еве конечно ќе може годинава повторно сите да и се израдуваат и да уживаат во оваа убава традиција. Оваа традиција во Мичурин е преку 70 години. Меѓутоа официјално, од кога и законите и државата нареди да сето што ќе биде масовен собир да се пријавува да се направи, решиме да направиме едно здружение кое што ќе се заложи да ипак тие средби се бидат во некој ред кој што го захтева и го бара државата. Така да имаме собствена програма која што ја практикуваме долги години наназад, каде што се знае василичарскиот оган се пали, се крши василичарската погача, во таа василичарска погача има еден златник кој што треба да ни го назначи нашиот нов кум за 2025 година и тоа тој ритуал се прави вечер после 19 часот тука позади нас, каде што ќе има музика, каде што ќе се дела топла ракија, топол чај, каде што народот ќе биде сплотен, ќе се видат од сите краишта на градот, од на републиката. Дури имаме ние гости кои за денешен ден доаѓаат и надвор, кои што се стари мичуринци, доаѓаат да се дружат со нас, да се видиме, да направиме муавет. Убавината на оваа населба е токму во тоа дружење. И убавината на тоа дружење е што на вистина тука доаѓаат жителите во огромен број, се создава една неверојатно пријатна атмосфера во која се дружат и најмалите генерации, па и до оние највозрасни се прераскажуваат интересни приказни и на тој начин всушност празниците од домовите на луѓето се пренесуваат тука надвор, на улица. Горди сме на сите вас, меѓу кои ете и вие, господи Ирена, што живеете во населба во Мичурин, што виреете тука, што се дружите со нас, што не прифативте како народ ваш, заеднички да живееме, така да
ние како постари мичуринци сме горди на сите вас кои дојдовте овдега, кои се вклопите со нас. Така да населбата Мичурин е сега на мултиетничка, каде што не се само македонци, од сите вери, од сите националности, од сите партиски групи, така да не правиме никаква разлика на ниедно поле. Дружењето, веселбата, запознавањето, шалата, смејата, тоа ја краси Мичурин. И покрај тоа што е времето снежно и што е студено, не е прв пат за Мичуринската василичарска средба да има снег. Низ минативе години многу пати сме имале таков снежен амбиент, но атмосферата секако ќе биде топла поради василичарскиот оган, поради топлата ракија, топлото чајче, но и топлата желба на луѓето за дружење. Да, беше убавина и сношти да се видат малите деца кога излегува на првиот снег, кога почаа да играат, да трчаат и да прашуваат леле утре како ќе биде, дали овој снег ќе не задржи. Они сега сами си направија една програма, тај е новитет во организацијата на мичуринските средби, каде што младината си презема собствена програма, која што ќе се одржи пред официјалниот дел, каде што они си направија програма, што музика ќе си слушаат, што ќе се, ние како постари обезбедивме за нив некои благи работи, сокче, чоколадце или било што, каде што они ќе се почастат сами. И тоа е нивен период. Они си го организираат, они го прават, они ќе се дружат, ние само можеме да седиме од страна и да ги наблюдуваме, затоа што мило е тие дечиња да ги видите како трчат, како се сплотуваат, како играат, како заеднички го пијат сокче, да чекај дедо на овој не му даде, чекај дедо на овој не му даде. Тоа е убавината, Ирена. На тој начин и се пренесува традицијата која што ние сите сега негуваме, а во иднина секако треба да ја пренесат и да ја прифатат овие млади генерации. Вака, нека служи ова и за една апел, вечер кој што нема каде да отиде, нека повели во населбата Мичурин, да ви ја види дружбата, да ја пренеси во собствените населби, каде што е, да речите го, прилика на дружење, прилика на гледање на пријатели, на другари, на пријатели, кои што не се виделе цела година. Тука е тоа. Затоа ги покануваме да дојдат, на една чашка ракија, не мора да биде кој знае која, еден сендвич, една ракија, еден чај. Дружењето и разговорот и пријателството и видувањето со луѓето, тоа е големината. Така велат старите, едно видување, еден век. Настанот ќе започне, како што споменавте, во 19 часот. 19, официјалниот дел е во 19, кршењето на погачата ќе биде и Господ на кого ќе му подари среќа, да биде кум, го добива златникот и ќе видиме, тоа ќе видиме вечер кој ќе има късмет и среќа да ја добие златната паричка и да биде следниот кум на Мичуринската василичарска средба. Јас ви посакувам успешна реализација на вечерашниот настан, голема посета, да има навистина луѓе во голем број, да бидат сите расположени и убави, да ја негуваат традицијата која што стана веќе одамна едно од значајните обележја на Мичурин и на мичуринци. Ирена, благодарност до медиумите, посебно до телевизија Алфа, која што секоја година не прати, и да не сте вие медиумите, мислам дека оваа големина на оваа мичуринска средба нема да биде толкава колку што ние ја бараме и сакаме, затоа посебна благодарност до телевизија Алфа и до останатите телевизии кои што го покрија овој медиумски простор за околу организацијата на таа средба. Благодарам што се потрудивте да дојдете по ова снежно, убаво, но топло време и да ве поканам вечер заеднички да ја дочекаме старата нова година. Секако дека ќе бидеме тука, ви благодарам и вам за одвоеното време и за разговорот, а ете пред да се одјавиме од тука, уште еднаш ви упатуваме срдечна покана вечерва во 19 часот да дојдете во населбата Мичурин и да бидете дел од убавата мичуринска средба по повод големиот православен празник Василица. Нека ни е за многу години. Нека ни е за многу години, преубава гледка од Мичурин. Еве покана до сите вас и вечер да се придружите и да ја дочекате старата нова година.